Вторник, 15 август, кратки вести во 12 часот. Познатиот спортски новинар Игор Филевски Филе, кој неколку години живее во Малта, на неговиот канал на YouTube ја раскажа приказната за Моника Велјановска од Охрид, која веќе 6 години живее и работи во Малта. Таа вели дека ова и е втора работа, денес е куварка по професија и дека претходно работела во ресторан. За време на короната започнав да работам во месара. Тука сум една жена во сите мажи. Сакам да им помогнам на луѓето кое месо е добро, како да го сготват и никогаш не им давам месо туку така. Туку разговарам. За нив секогаш имам понуда посебна. Посебно ме прифатија малтежаните, ме ценат и ме бараат. Кога ќе дојдат на ред ме бараат мене да ги услужам, вели таа. Во првата половина од годинава бројот на странски туристи пораснал за 46,8% во однос на истиот период лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во јуни оваа година изнесувал 110.319, од кои скоро 80% биле странски туристи. Остварени се 225.092 ноќевања. Од странските туристи најбројни биле турците 25.394, по кои следуваат србите 6.707 и пољаците 3.712. Романот Надеж од охриѓанецот Ване Николовски ова лето беше промовиран во Неготино, Битола и Кавадарци. Во март Николовски најави дека романот ќе добие и англиска верзија, како и негова промоција во Англија, САД, Австралија, Канада, Република Ирска и Нов Зеланд. По повод ланската охридска промоција на романот, Николовски во интервју за Супер Радио рече дека инспирација му се обичните личности кои инспирираат со својата храброст и желба за живот. Личности кои му пркосат на времето, не дозволувајќи никој ништо да го попречи нивниот елан и ентузијазам. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и услови за локален дожд. УВ индексот ќе биде 8, максималната температура во Охрид до 28 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.